Поддршката за Гордана Силјановска-Давкова може само да расте до изборите. Стартната предност на кандидатката за претседател на ВМРО-ДПМН, која самата има повисок рейтинг од Пендаровски и Османи заедно, е најава за незина сигурна победа на изборите, сметаат познавачите. Самото тоа што власта кандидирала веќе познати и истрошени политички кадри, покажува дека СДСМ и ДУИ се свесни дека ги очекува тежок порас на изборите, вели политичкиот аналитичар Александар Ристевски. Стартната предност која има Силјановска остава простор таа истата да порасне во самата кампања, плюс ако земеме во предвид и негативните влијанија на тоа што како политика го промовира во изминатите години и Пендаровски како актуелен претседател во изминатите 5 години и Бујар Османи како шеф на дипломатијата. Повторното кандидирање на Гордана Силјановска-Давкова мислам дека ќе биде своевидно исправување на историска неправда опред 5 години, после многу дисфункционални татковци кои ги имавме во изминатите 30 години, мислам дека државата е спремна за мајка на нацијата. Наместо понуди за решенија за подобар живот, власта секојдневно се занимава со негативна и црна кампања за Силјановска-Давкова. Според Ристевски, самото тоа што власта која 7 години е нелинденска, својата реторика темели на напади кон ривалот е доказ дека немаат идеи за решавање на проблемите на граѓаните. Малку е смешно кога ќе видите дека актуелна владеачка структура пробува да ја сатанизира опозицијата, поготово земајќи во предвид дека актуелната власт е во континуитет 7 години на власт, а можеби слободно да кажем и носечкиот дел на таа актуелна власт веќе 22 години, со исклучок на еден краток период 2006-2008, зборуваме за ДУИ како политички субјект, е дел од извршната власт. Мислам дека тоа е една губитничка варијанта, мислам дека е осудена на пропаст. Инаку, според последната анкета на ИПИС, рейтингот на Гордана Силјановска-Давкова од месец во месец расте. Дури 24,6% од граѓаните би гласале универзитетската професорка да биде начело на државата, додека за актуелниот претседател и кандидат на СДСМ Стево Пендаровски се одлучиле само 14,4%, за Бујар Османи 7%, 5,7% за Арбен Таравари, 4,4% за Максим Димитриевски, 3,5% за Билјана Ванковска и 0,7% за Стефчо Јакимовски.